Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е емисијата Без ракавици. Јас сум Дарко Јаневски. Вечерва мои гости се Солза Грчева од Глас за Македонија и Љупчо Палевски, трета партија. Добро вечер за двајцата. Ви благодарам што дојдовте. Би сакал разговора да го почнеме со малку економски теми. Вчера министерот за финансии имаше пресконференција на која што се пофали со покачувањето на просечната плата, која што сега изнесува 24.000 и нешто денари. И тоа го приложи како аргумент дека економската политика на владата е поставена на вистински колосек. Меѓутоа, она што човекот го кажа на пресконференцијата, што некако остана незабележано од нашите медиуми, е дека тоа зголемување на просечната плата се должи на порастот всушност на платите во три индустријски гранки. Тоа е текстилната индустрија, кожарството и производството на облека. Тоа се всушност гранките каде што минималната плата беше на 7-8 денари и сега со зголемувањето на 12.000 кое што го субвенционира државата, фактички дојде до зголемување на таа просечна плата, која што тоа субвенционирање мислам дека ќе трае до септември и потоа владата ќе има проблем. Меѓутоа, во основа ме интересира колку е тоа, колку оваа влада има реална и вистинска економска политика која што може навистина да донесе бенефит за граѓаните, вклучувајќи го и тоа зголемување на просечната плата. Знаете, медениот месец на оваа влада помина. Веќе нема олеснителни околности, веќе е доволно долго време на власт за да покаже некои реални, помеѓу другото и економски резултати. Резултат на ова владење е огромно задолжување за рекордно кратко време. И како можеме да зборуваме за некакви економски поволни ефекти и создавање на клима, знаејќи ги, може би најболната точка во оваа влада е лошите кадровски решенија. Ако ќе погледате, многу се важни и странските инвестиции, какви лица се извртеа за привлекување на странски инвестиции, ве молам, ја можам само да се насмеам на таквите ликови, од кои што се очекува дека во Македонија ќе влезат некои сериозни инвестиции, поготово инвеститори кои што би отворили утре и научно-истражувачки центри, бидејќи тоа ни е нам неопходно, не само ленти, фабрички, каде што профитот ќе се сели веднаш надвор од државата, туку ќе се реинвестира, а нашите млади, високо образовани кадри ќе можат да се вработуваат во тие истражувачки центри. Ако знаете дека Рамис Мерко, Самка Ибраимовски, ми се чини исто така беше министер за привлекување на инвестиции, еве сега е ангажиран Љубе Бошковски, тогаш јас можам само да се насмеам на таквата владина политика и Бошковски, се извинувам, Бошковски имаше една снимка со инвестиција од 100.000 евро од грците или така нешто? Така. Да, не им недостигаат собствени инвестиции, меѓутоа дека државата ќе има некаков ќар од таквите личности и дека тие можат да креираат некои сериозни, долгорочни и одржливи политики, дозволете да бидам многу скептична. Како што рековте, ова се должи на покачувањето на енормно ниските плати кои што со години ги има овие три сектори индустријски. Но ќе ве потсетам и за една друга работа. Навистина се покачи малку она минимална плата, меѓутоа повторно без некаква пресметка на импликациите што се случија уште веднаш по воведувањето после она вештачко подигање на минималната плата. Да не заборавиме дека голем дел од работодавачите, поготово во малите бизниси, не можеа да алиментираат таква минимална плата, па посегнаа по отпуштање на луѓе кои веќе работеа долго време во тие сектори. Значи, не можете избрзано, популистички да ветувате некои работи кои што нема да ги осмислите, нема да ги водите како еден инженерски проект, еден процес каде што убаво ќе се измерат сите влезови, сите излази и сите импликации во меѓувреме. Значи, не можам да препознам една
англичаните викаат sound politics, некоја промислена, некоја сериозна економска политика, која што може би постапно, може би не преку ноќ, но секако постапно ќе води кон економско закрепнување на во основа сиромашниот народ. И како можеме да веруваме во економски успеси? Еве денес читав во Financial Times, по разни индикатори ги мерат корупцијата, ја мерат во земјите, насекаде во сите земји. Во Европа Македонија е на прво место по корупција. Ве молам, како можете да имате добра економска политика, генерално корупција, меѓутоа корупцијата најмногу се рефлектира точно на стопанството. На национално ниво е тоа, на национално ниво. Да, на национално ниво, меѓутоа знаете дека во економијата корупцијата е најстрашна. Бидејќи ако имате корупција, ако немате инфраструктура, ако немате правна сигурност, каде што прописите и законите се менуваат на секои 3 месеци, ако имате лошо образование, сето тоа не дозволува да направите клима за долгорочно економско планирање и заживување на стопанството. Палевски, вие сте и бизнисмен. Како вас ви величат овие 9-10 месеци економски? Добро, конкретно прашањето беше за Тевдовски. Тоа е административна една одлука на министерот за финансии, во која се врши интервенција и прелевање на едни исти средства. Тоа се средства собрани од граѓаните, буџетски средства, ги дотираш во приватни компании, што е по мене глупав интервенционизам од страна на Министерството за финансии, бидејќи само одредени гранки добиваат буџетски средства на некакво пеглање на минимални плати. Тоа не е економија, не е бизнис, тоа е една класична буџетска интервенција, дури некоректно е што е само во една дејност. Не е тоа генерално некакво политичко решение со што ќе се зголемат реално платите од доход. Бидејќи треба да се оствари профит за да се подели плата, ако е добар профитот, тогаш и платата е добра, доаѓа до покачување, тоа се тие реални покачувања. Значи не можеш без да зголемиш ти GDP на една држава да воопшто да ветуваш било какви зголемувања на плати, кога едноставно бизнисот не оди, се е застанато благодарение на генерално глупавата политика во смисол на водење чисто етно политика и сите етно проекти кои беа Ова често го слушам, генерално се е застанато. Па затоа што 50% од капацитетите, политички капацитети на оваа влада се занимаваат со етно проекти и етнички закони кои се од таа сфера, од меѓуетничката сфера, а во нашиот случај бинационална, не е етничка, мора да се одвикнеме од тоа да го квалификуваме од овој последниот закон, па се наназад до 31 мај, кога стана премиер Зоран Заев, преку 50% од неговиот ангажман е бинационални проекти превземени од платформата. Јас верувам, ако не беше ова со трошењето на пари по ресторани и чуда, 99% од граѓаните во Македонија, вклучувајќи ги тука и албанците, немаше да го знаат името на министерот за економија. Кресник. Ја и ден денеска не знам како се вика и воопшто ми е небитно, тоа е кадровската политика на ДУИ кој никој не ја знае освен Али Ахмети. Го спомнавте порастот на GDP, на бруто домашниот производ, кој што изнесува за минатата година изнесува нула. Вие зборувавте за персоналните решенија за странските инвестиции. Овде во студиото Томе Неновски објаснуваше, вели постојат два модела. Едниот е оној што се примени во Источна Европа, тоа е привлекување на странски инвестиции, а вториот модел, јапонскиот, кој што се развојната политика на земјата се базира на домашниот бизнис и се оди кон тоа тие да инвестираат. Кај нас се чини и двата модела отсуствуваат, не постојат. Па знаете, пред да дојде на власт оваа гарнитура, зборуваше за еднакви услови за странските инвеститори и за домашните инвеститори. Имавме Меѓутоа поентата беше да инвестираат и едните и другите. Сега некако имаме ниту едните, ниту другите. Ниту едните, ниту другите. Дефинитивно не се живее подобро. Гледате што се случи со акцизите, гледате дека немаме поврат на ДДВ, гледате дека се она што се ветуваше практично е на стенд-бај. Дури би рекла и многу цинично некои врвни личности од
оваа власт ни рекоа, па причекајте, оваа власт ќе се бави сега со надворешна политика и со дипломатија 10 месеци, Да, ама најмалку. Тевдовски и Бектеши не се занимаваат со надворешна политика. Да, меѓутоа се е подредено на ова што значи фрлање ветер и магла во надворешната политика и ова другото е ставено на некаков стендбај. Знаете, во основа секогаш е проблемот прво на немање на некоја стратегија, но второ и на лошите кадровски решенија. Ја не можам да се отрнам од тоа дека имаме навистина многу лоши кадровски решенија. Вие имате луѓе кои што на отворена сцена ги мешаат поимите од собствената струка. Имате луѓе кои што со подценување гледаат кон барањата на граѓаните. Имате луѓе кои што не им е навика да работат. Имате полуписмени луѓе. Се значи видовме и јас немам никакви позитивни очекувања од таква една гарнитура, да бидам искрена. Еве, гледам и преку образованието што ми е струка и кое што го знам, буквално ми е скенирано од градинка до високо образование. Што се случи, каква реформа таму се случи, во што, каде се цели? А таму се чини е клучот на економијата, Таму на е било клучот каде. на економијата, апсолутно е клучот на економијата. Јас не гледам некакви системски зафати кои што нашево образование би го наредиле во редот на модерно, силно, развиено и пред се сериозно образование. Се што видов е чист популизам. Ке ги намалиме бројот на часови, ке ги релаксираме децата од учење, тие се ке нас многу релаксирани, да се разбереме. Никаде немате популација детска да полни кафулиња. Секаде се учи по цел ден на училиштата, а на факултетите да не зборувам. Не се гасат ни ноќесијалиците. Само кај нас оди на релаксирање. Фактички се посега по најдолен популизам кој што го плаќаме сите ние многу скапо. Тие се тие деца кои што утре нема да можат да се снајдат овде, па на дообуки некакви, сваќајки дека не носи ништо нивната диплома, ќе одат надвор со надеж дека нешто ќе доучат, ќе се доквалификуваат и можеби ќе останат некаде да најдат шанса за вработување. Значи, кога во образованието не се посега по едни сериозни системски реформи, а е основа на целата економија, тогаш зашто ние сега можеме да зборуваме за какви економски политики? Палевски, какви се условите за инвестирање? Па вака, во однос на оваа влада домашен која инвеститор. токму околу тоа сакав. Оваа влада е нагласено дури нападна, агресивна, смешно американска влада. Тоа помага и господинот Джезбејли околу таквиот изглед, политички изглед на оваа влада. Меѓутоа, она што е смешно, дури и во тоа не се доследни, затоа што Доналд Трамп... Простете, ако се доследни, тогаш образованието ќе ни биде различно Не, и економијата ќе ни биде Тоа различно. се долгорочните мерки кои мора да ги направат. Доналд Трамп за една година излезе и се Да, ама ја би похвали бил дека- уште поконкретен. Значи, Доналд Трамп е еден од поголемите економски националисти во моментот. Прво што направи, воведе царински бариери кон Кина и кон најголемите конкуренти. Значи, Доналд Трамп и самата парола му беше Америка прво. Пред се. Значи, Америка веќе долго време, неолибераливе и овие на Хилари и Бејли менторите, идеолошки говорам, они веќе 20 години, 30 години се занимаваат со шпекулации, берза и финансиски услуги, кој што е Сити во Лондон и кој што е Њујорк. Таа Америка ја плати цената за скапата глобализација и таа работа веќе не функционира и затоа мораше да, и да не постоеше Трамп, мораше да се измисли Трамп за да се воведе тој национализам економски или Америка прво, за да може да закрепне самата Америка, затоа што доаѓаше во опасност да не постои. А со тоа веќе има големи последици и останати делови од светот ќе имаат големи последици. Доналд Трамп мора ова да го направи, овој економски национализам, пред се мора да ги прими назад доларите што секој ден му доаѓаат, по основ на некои глобални напади кои ги има доларот, од петројуанот и така натаму. И сега имате една американска нова политика, стара една година, и го имате Джез Бејли и Зоран Заев кои работат се обратно од она што денес Америка работи, а нас ни продаваат среќна иднина, добри економски резултати и така натаму. Република Македонија е уште поочено, мислам срамно и да е споредувам во резултатите со Америка. Меѓутоа во Република Македонија ниту министерот за финансии, ниту премиерот имаат појма што треба да се направи за да
ова стопанство мрдне. Конкретно, финансискиот сектор во државата не постои, или оној што постои е пиратски сектор во кој постои сериозна спрега, ова е сериозно обвинување помеѓу гувернерот на Народна банка и 4 големи банки, во кое едноставно се врши превзимање на стопанството и банките со својата строга, да не кажам пиратска банкарска политика, веќе се доминантни судии во стопанството и они определуваат кој и како ќе биде ликвидиран преку хипотеки, лоши пласмани или кој и како ќе биде награден со екстремно поволни кредити, посебно за поврзаните субјекти кои воедно се и газди на банките. И денеска сите успешни фирми во суштина се сопственици на самите банки од кои земаат кредити безкаматно. Тој криминал е сериозен, меѓутоа трета, како политички субјект, ова го има документиран и тоа ќе биде наш политички капитал во блиска иднина, каде што овој геноцид што е направен економски врз народот ќе биде и документиран и јавно обзнанен и се надевам процесуирани виновниците. Ви имате кажано на едно место и дека имаме 18.000 трансакции на банката, збориме за комерцијална банка, а во врска со комплетната приватизација на Република Македонија. Приватизација во Република Македонија. Да. Може да конкретизирате нешто на што точно мислите и Па, кога велите имаме. мислев на политичката партија. Не и јас. Добро, Тоа се повеќе тие луѓе кои 18.000 3-4 години тој проект го работиме. што Тоа е доказниот материјал во кој се злоупотребуваат законите околу законот за банки, законот за Народна банка, со кои се злоупотребени комплетно, значи не само активата на банките, туку и депозитите на граѓаните за реализација на процес на трансформација на општествен капитал за многу мали пари, плюс и туѓи пари со бескаматни кредити, комплетно се што вредеше беше приватизирано на криминален начин. Тоа мислите да го објавите? Не, тие нема да го податоци, објавиме, па или доколку сакавме да објавуваме, ќе правевме неделник или веб портал. Ние направивме партија за да тие баксузи ги процесуираме и да ги осудиме. Еден убав ден. Кога народот ги ни даде доверба. на неколку А пати, презентацијата да, ќе ја покажеме. на неколку пати си имате осврнато и на конкретно на комерцијална банка, па велите Хари се наплаќа за да бега од банката, шведскиот фонд е Хари лично. Има многу спекулации во врска со состојбата во комерцијална вака, и банка. Лукойл во Македонија е франшиза која кошта од 4 до 6%, ја плаќате франшизата и без проблем вие сте Лукойл. Можете и да прашате во внатрешноста, бензинските не се собственост на Алек Перов од Русија, него се плаќа франшиза од 6% и ти добиваш Лукойл бензинска со забелешка дека таму во договорот за франшиза точно се стојат правата и обврските на инвеститорот и на давачот на брендот. Истото важи и за Карбилд, кој не е банкар, не е инвеститор, а е представник на тој фонд. Карбилд. Так, да, јасно ми е. Добро. Оно е Грчева, шведска. вие загатнавте, мислам, деновиве во форма на прашање, меѓутоа една работа, велите, кој сега скоро купил акции во Никоп, во чиј джеб сега се слеваат огромни пари за обезбедувањето. Ова го поставивте баш како прашање или имате повеќе информации? Па имам некакви информации, не би сакала сега да ги знам. споделувам, да не влезам во домен Ја на би сакала. шпекулации. Меѓутоа, ги добив од човек кој што работи во Никоп, кој што уште пред Не бе, тој месец Арсо, и пол, Рашинет, два. монах на Дедонау, Марсо, од капиштеците го месец знаеме. и пол, Арсо, два, кажа Појасните дека го, Никоп веќе не е Никоп. Бидејќи Па тоа беше гледачите монах. не ги знаат. Не, тој е монахот на Дедонау кој се расчини, си стана менаџер, бизнисмен и така натаму. Не, имам други информации, затоа ги потикнав новинарите да поистражат малку повеќе која замени чувената СГС која што досега обезбедуваше. Вице да не купил Евана, нешто. Или вице Дедонау, да мама почнам исто е. се со топло-ладно да нема викам, топло-ладно меѓутоа, Дедонау, му е Да. него духовник, сериозен, семеен. Во така секој да- случај, Никоп има акции, одредена фирма, многу блиска до власта, земено акции во Никоп. Ако не си она златната акција веќе кај нив, ова сознание сосема случајно го имам уште пред месец и пол-два и сега на мое неизненадување, туку напротив, за потврда на моите теории дека све е исто, дека само глумците се менуваат во филмот, тргната е СГС, сега е на нејзино место Никоп за
станува збор за златната кокошка Евана, која што троши околу 5 милиона евра за обезбедување. На годишно. Да. И уште 10 за И уште осигурување. 10 други за осигурување, да, точно, и таа е интересна. Така да, еве за истражувачкото новинарство, кое што практично кај нас многу слабо функционира или не постои, еден поттик да се истражи и храбро да излезе со сознанија за тоа кој и како работи сега со овие обезбедувачки Мислам дека агенции. новинарството ќе остави оваа работа на партиите. Да. Па добро, партиите ќе се занимаваат, секако тоа им е задача да се занимаваат. Прашање... Не се љутам на новинарите. Прашањето ми е во нешто друго, додека сме преокупирани со митинзи, со одење по улици, со демонстрации, зад завесата парите си Да, секако тие не банкарите собираат, ги нема не на собираат протести, си ја воопшто. бркаат работата. Па не само банкарите, и цела една клика околу нив, една бизнис прега која што не, пазете, не ја делиме по партии веќе. Партиите се само кулисите напред. Позади си се случува една спрега која што се функционира идеално заедно и ќе биде голема задача утре при промена, јас секогаш го употребувам тој избор, нормална влада, други се лутат, какви се овие, дали се ненормални. Да, јас сметам дека 27 години во Македонија лошо се живее благодарение на цикличното променување на овие две гарнитури, со една дуи која што е константа и мислам дека утре една влада ќе има голема работа да влезе во сите овие процеси, да ги расчисти и да почне да се живее нормално. Препознавате ли друга стратегија на оваа влада економска, освен задолжување и фингирање на податоци? Не препознавам, апсолутно не. Знаете, тоа веднаш се гледа. Таквите ефекти ќе ги видевме. Една сериозна работа не може да не произведе сериозни резултати. Ако ви имате најсрамно мал БДП од постоење на државата до сега, зашто можеме ние да зборуваме? Кажете ми што е подобро. Дали оние срамни бројки што беа кажувани за покачувањето на пензиите, дали она намалување, да речеме, поведувањето на Рашковски веселата математика, математика, секретар на влада си е супер. Да. Си го најде местото, значи, да не води тој ни политика. даде една таква срамна објаснување, кој што собираше некои ситни бројчиња, колку ќе заштедат луѓето од 2 сата ефтина струја, како да трчаат по такси, дали е поевтино да се трча по такси или да се трча по автобус. Па потоа ни помина ни 165 денари за пензиите и така натаму, и собра некој 500-600 денари собра. Што можеме да очекуваме од такви луѓе, кои што пак од друга страна трчаат да си се стават во разни управни одбори и да дебело бидат платени за тоа. Имам впечаток, целиот економски капитал на оваа влада се состоеше во 2 часа ефтина струја и во радиодифузната такса. Меѓутоа... Не. Подпредседателот на владата е доста актуелен, господинот Анѓушев, првиве 6 месеци, па имаше најмалце 4 до 5 објавени, фатени, документирани тендери, така да оваа влада има некаков економски концепт, меѓутоа тој е лукративен, приватен за себе. Певе возилата за МВР, шкодите. Конкретно дури почна, веќе има и намештај комплетно сменет во медицински намештај во државна болница, кој е произведен во Брако, а тендерот тек сега ќе биде објавен, инаку се користи намештајот. Тоа е испорачен све? Испорачен во државна болница. Акумулаторите. Може би за онаа големата државна болница веќе е произведен. За појаснување, Брако е на Анѓушев, така? Да, собственост на подпредседател на владата. Он во неколку наврати директно имаше конфликт на интереси, меѓутоа као пројде се како што проаѓа, бидејќи опозицијата е килава во моментов, нема никаков конкретен, брз и јасен ангажман контра оваа влада. Посебно со вакви кој Анѓушев типови. Ви благодарам, одиме на кратко со рекламите, па се враќаме во студиото. Продолжуваме со разговорот, да се вратиме сега на оние теми кои што се
стандардно актуелни веќе со месеци. Преговорите со Грција, договорот со Бугарија ни помина како што ни помина онака мазно. Една дилема останува. Зашто всушност Кодзијас дојде во Скопје? Имено, Грците подготвиле некаков документ на 20 страници со 50 Стручни луѓе кои што... со 50 точки, аж 50-60 Да. стручњаци го работеле, инаку нели беше само зимето веројатно Да. 20 страници не ти треба, што значи внатре има се и се што и го испратиле до македонската влада. Ние сме им возвратиле со некакво пислуче, не е битно. Така што двете влади има документи кои што треба да се разгледаат и допрва да се види што и како со тоа. Зашто всушност тогаш Кодзијас дојде во Скопје, освен ако не е обична манифестација на победникот доаѓа со шеширот на аеродромот да манифестира супериорност или слично. Знаете, цела една немокна наша дипломатија треба да ни одглуми некакви преговори во кои што ние сме реципрочно поставени. Сеќавате на она изјава на Димитров дека до пола ден тој и берел гајле на Грција, а од пола ден и берел гајле на Македонија. Па не го плакаме, побогу, кој го плаке, Македонија или Грција, па тој да бере гајле до пола ден за Грција. Значи, мислам дека дека многу јасни беа позициите на Кодзијас, уште претходно кога ни ги испратил на писмо со 7 барања, значи прво името, идентитетот, јазикот, акронимите и така натаму, 7 беа на број. Тие 7 се развиени како тези во тие 20 страници. И една голема експертска група од 60 на луѓе го имаат подготувано документот. Ова што нашите дадоа некаков си нацрт е чисто за да се отстрамат пред нашата јавност. Иначе тие практично го делегираа Кодзијас и во нивно и во име на Грција да се остави документ, што е абсурд, што е нечуена работа. Како може оној, условно кажано, непријателот кој што ви прави со децении проблеми, кој што ве уценува во секое меѓународно право, тој да ви е сега и решение на проблемот. Тој ви е проблем, тој ви е дел од проблемот и тој сега ќе ви го даоѓа решението. Значи една тотално немокна дипломатија, тотално немокна, и мислам дека сите овие посети сега, Атина, па понатаму Нимиц, ќе бидат само една шминка, една представа за луѓето на веќе нешто што е договорено, барем 90% договорено. Некни исто Мислите така дека морам се да го кажам, договорено со мислам, сите да, детали? апсолутно, после Давос беше јасна работата. Груевски, не Груевски, туку Заев јасно кажа дека прифаќа географска одредница, тоа немаше да го каже на памет. Значи, 90% рамката е договорена на решението. Сега би требало да изгледа дека и нашиве тука тврдат пазар, дека имаат реципрочен однос, што вика Срби, они као траже, ми као не дамо, на тоа личи целава работа. И ако утре тоа Горна Македонија кој што го предложил наводно Кодзијас, а нашиов па рече дека не му звучело баш толку добро, не можело брзо ако се изговори не се слуша Македонија. Абсурд, мислам, лудница се наслушавме овие денови. Па затоа ќе спојат и Лудница се слушавме, ако го одвојат... Во еден збор, не. Во еден збор ќе спојат и многу полесно. Не, ако го одвојат, ќе го представат како голема дипломатска победа што успеале Горна да го раздвојат од Македонија. Да. И едното, и другото, и третото, и четвртото, сите оние предлози 5 што ги знаевме, ниту едно не е поволно за Република Македонија. Да не се лажеме, тоа 100 пати сме го разговарали и луѓето имаат консензус за тоа, македонците поготово, дека станува збор за промена на идентитет, на јазик и така натаму. Значи, тотално обезличување и дури на уредување. Дури на уредување, точно. И тоа е нешто што повеќето македонци не можат да го прифатат. За жал, целиот процес е нетранспарентен. Заев ги свика и новинарите, не знам дали вие сте биле во таа почесна група
од 30 на новинари Мислите кои што лично беа или како куќа? па и како куќа и лично, на кои што експлицитно и било кажано дека од нив се бара да молчат. Замислете, од новинари се бара да молчат. Значи, еден карикатурален процес од почеток до крај, за кој што само се надевам дека грчката страна ќе успее на крај да го стопира под било каков изговор, дали дека Каменос не се согласува да има Македонија внатре, бидејќи сите овие варијанти се не поволни за македонското население и македонскиот народ. Ние сме исправени под тежак притисок, тоа го гледаме заради влегување во НАТО, не заради влегување во Европска унија, под ист таков притисок веројатно и грчката страна. Меѓутоа, знаете, ако некој ве притиска да си оствари некој собствен интерес, како што тоа го прави НАТО, тогаш обратен треба да биде процесот. Тој да дава оставки, а не ние да даваме оставки, дека некој не принудува да влеземе во неговите прегради. Значи, се е наопаку поставено, Македонија се научи да се поставува во подредена позиција, по секое прашање. Зборувам за меѓународните прашања. По секое прашање се делат отстапки од наша страна. Во бугарскиот договор се откажавме од нашите малцинства и од нашиот јазик. Во договорите со Кажавме од историјата. се откажавме Па од добро, ама ова е историјата. една дуи влада, ова не е македонска влада. Точно, па сега се точно, чудите апсолутно. зашто сме се откажали од Значи, историјата, ова е една дуи влада. Само Од премиерот се се знае. откажуваме и на крај прогласуваме дека имаме одлични добрососедски односи. Сега не е тешко да имате одлични добрососедски односи ако им служите како едно дете на улица што ќе излази и сите ќе го намаваат. И ќе си отиде дома, мамо и јас си играв. Играш, ама излаза натепан. Исто така и Македонија се поставува инфериорно, за жал, нереципрочно во сите тие односи. Да се поставуваше како вистински партнер. Во моментот кога ги преименува и аеродромот, и автопатот, зарем немаше да бара нормална, сериозна држава реципрочно отстапки од грчката страна? Певе го мислењето на Димитров колку било пола ден за Грција, пола ден за Македонија. Што не смислија, што отстапки ние ќе бараме од Грција за тоа што Аеродром веќе за направивме аеродром. отстапки. Може би аеродром за аеродром, може би признавање на македонското малцинство во Продавница Грција. за вино, за И така продавница Не, натаму. не, ама тука Мислам, се не случува можете паралелен процес Кога постои. рековте Во реално време. уредувањето ќе Да, се во сни- и на што уредувањето. мислите? Значи вака, паралелно Точно и во во единица уредување. време се случуваат неколку проекти паралелно. Едното е со Грција, околу името, кое од име стана комплетен пакет, бришење на македонизам во секој поглед, и административно, историски, етнички, како сакате. Тоа го прават во содејство со бугарскиот договор, во содејство со предлогот за БПЦ и МПЦ. Паралелно се сето тоа се случи еден напад, етнички напад од внатре, со еден непристоен закон. Овој процес иде паралелно со промена на името. Во тој процес дефинитивно и веќе и со самиот закон се гледа дека се работи за билингва, тоест бинационален јазик, решава само еден јазик, тој закон, албанскиот. Освен тоа, завчера го слушнавте што кажа господинот Вучич, се врати од Брисел и даде рок од 20 дена да се заврши и врската од Брисел превземена, да се формира совет на северни општини во Косово. Сите тие процеси кои се во негде 5-60 км радиус се случуваат паралелно. Едноставно од економија, политика, добрососедски односи, 90% и во Белград, и во Скопје, и во Приштина, тема се меѓуетничките односи и меѓуетничките конфликти и меѓуетничките проблеми. Ниту еден не е решен. Името не е решено, едноставно се купува време. Кај Србите е релативно раздвоена ситуацијата. Кај нив е проблем како да му соопштат на народот дека Косово е изгубено и порано или подоцна ќе го признат. Не е точно. Немаат Они потреба. се имаат поделено. Немаат потреба, времево работи за Србија, не работи за Рамош Харединај, бидејќи Шпанија им се придружи, не само Шпанија, и многу други. Европската унија, не знам дали приметувате дека воопшто као администрацијата не е посетена, од Трамп не е ни поканата. Веќе Брисел, као политика, една европска владина политика, за Америка не постои. Едноставно, се е на билатерала. Курц
има сосема различни ставови од Меркел и останатите членки имаат сосема различни ставови, па и визави Косово од пред 10 години. Состојбите се драматично променети, посебно на Западниот Балкан, така да Србија не случајно игра на време. Меѓутоа, проблемот наш, не се секирам за србите, имаат војски, имаат многу посериозна влада од оваа наша, проблемот наш е што ние тоа сами го правиме. На Србија, значи на Македонија не е отцепена територија која што е отцепена на Србија. Македонија не е бомбардирана од НАТО која што е бомбардирана Србија. Ние еродираме во системот многу повеќе од една Србија. Еродираме од внатре, со немање политичко знаење, со немање политички вештини, па дури и нивниот проект што им го дал Бејли како задача, а ова што го гледаме со Кодзијас, нели, го доживувате како убоец со Шешир, дошол победникот. Зоран Заев и Димитров немаат ни лични перформанси, дури и како предавници тоа да го изведат кој што треба. Тоа многу тешко ќе иде. Во моментов Решение дали веќе можат? па нема да можат тоа да го направат, меѓутоа уцените од Калево на политичкава елита во Република Македонија, која за жал е документирана и корумпирана, немаат крај. Така да ја не би ги подценил, дури постои веројатност да Заев веќе нема каде назад, неговата политичка кариера е загрозена од неговите политики. Никој нема конкуренција, нема опозиција. Меѓутоа загрозен ако не го смени името, он има сериозен проблем да се занимава со политика. Од тие причини имаат подготвено и апликација, затоа им требаат 61, а не им требаат 2/3. Имаат подготвена апликација која они ќе ја поднесат, владата на Република Македонија во Обединените нации, без да ја прашаат Грција, без договор, без ништо, со променето име. Тоа е црното сценарио, тоа е последниот чекор на Зоран Заев. Доколку не пројдат... Ако ова све не пројде, он нема политички живот во Република Македонија, мора тоа да го направи. За да бидеме киднапирани во НАТО, бидејќи за Зоран Заев политички живот е само киднапирање на Република Македонија од НАТО. Како би го извеле тоа со апликацијата во Обединените нации? Многу едноставно, секоја апликација може да се промени доколку во парламентот постои одлука за таква работа. Никој не е забранил да ти сами од себе си смениш име. Тоа Зоран Заев планира да го направи. Доколку не успее во собирање 2/3 со ВМРО, пазарење, како што гледате, Меѓутоа, Чедо, Дзинго и така натаму све ова што е останува наредено. грчкото барање за промена на уставот. Па да, он паралелно и брка, ако не собере 2/3, он иде во оваа варијанта црната што ја објасни. Затоа што без Македонија киднапирана во НАТО или членка на НАТО, Зоран Заев нема никаква политички иднина. А му се тера политика, гледаме. Грчева, вашето мислење, можно е да се осмели Заев на таков чекор? Прилично е Многу е рискантен тој чекор. во Знате, стилот он по на ризик нема проблем, Да, јаде но чутек. мислам во дека стилот нема- на јапонските камикази. Да, да. Многу е рискантен и второ, не сметам дека он има уставна основа за таква една одлука да ја донесе дури ни во собранието. Значи, ако ги прочитате уставите, не само на нашата земја, него сите други устави, никаде немате клаузула или член што би правеле во колку некоја земја реши да менува име. Меѓутоа Прчко Едноставно, вика тоа се е што незамисливо. Солза, ја се извинам што те прекинам. Прчковски во неколку наврати кажува се што не е забрането е дозволено. Добро, тоа на Фрчковски таквите, да речам, Тоа се така, упростувања, толкувања видовме кои дека што- се... Ке се повика на Киро Глигоров и поднесената веќе како ја поднесовме. На таа постапка ќе се повикаат сигурно. Може да се повикаат на што сакат, ми се чини дека работата е многу вжештена за да им помине тоа така. Знаете зошто? Не е така. Кога Македонија беше Дај Боже да не, Кога ја не Македонија- ќам да биде верувам така. дека може така. Не, добро, разговарам. Меѓутоа, кога Ја Македонија не беше сакам. примена 93-та, како поранешно југословенски и така натаму, сеќавам Љупчо Ѓоргиевски повика на протести, тогаш излегоа, не знам, протестот беше закажан за пладне негде 12 часот, работен ден, излегоа десетина, стотина луѓе. Денеска, мислам, ситуацијата е многу посериозна, луѓето се многу понервозни и се чини веќе не им треба партија да ги организира. Да, тоа е голем За да- чекор напред во демократијата. И голем чекор напред. посиноќешниот инцидент со Горан Милевски од Да. ЛДП. мислам дека секој два пати ќе се размисли пред да Мислам дека е многу сериозна работата и дека
оној идеализам под наводници што го бутка Заев заедно со Ахмети, дека не може да се компензира од друга страна со незадоволството на народот. Дека многу тешко ќе изведат работата на ваков начин, мислам дека дури невозможно. Они ќе одат на меѓународен договор. Тоа стопати го кажаат дека ќе одат на меѓународен договор кој што ќе се ратификува Ама не знаеме код ЗИЕС дали го прифаќа тој договор без уставна измена. И уставна мислам дека е измена. тоа договорено. Затоа велам. Без уставна измена. Затоа велам. Они као тражам, ми као не дамо. Тоа се договорени чекори Добро. и за грчката јавност и за нашата јавност. Тоа е и Дека соопштено тука има официјално. попуштања и од грчка страна, има секако не е попуштањето од грчка страна да има Македонија во зборот. Само Тоа беше дадено многу попуштање одамна. во однос на ова што го донесе код ЗИЕС? Попуштање Во во однос на предлогов? она што го донесе. Во однос на предлогов сега? Апсолутно, Аха, апсолутно. добро. Така да, но мислам било како да го изведат е нефер, е едно историско укинување практично на македонската држава и македонскиот народ. Да. И дека луѓето се освестуваат. Знаете, никогаш не сум го видела овој народ толку обединет околу незадоволството и околу грижата за тоа што ќе се случи со нашето име, со нашиот Да. идентитет и нашиот јазик. Без разлика од која партија доаѓаат. Било каде да се движам, ама било каде, дали е тоа на улица, во самопослуга, на пазар, во такси, во фризерница, ама било каде. Знаете, од сите генерации луѓе само тоа зборуваат. Зарем до тука дотеравме. Додатен елемент е овој закон за употреба на јазиците, кој што дополнително го полюља македонскиот идентитет и уште повеќе ја разниша довербата на македонецот кон меѓународната заедница. Ова е многу сличен момент како после војната во 2001 година, кога бевме принудени да го потпишеме тој Охридски договор, за кој што меѓународната кризна група дефинитивно каже и напиша ова е лоша работа, бидејќи македонскиот народ веќе ја губи довербата меѓународната И под присила го потпиша, и под заедница, присила воена. и дека веќе влегува во криза на идентитетот. И која беше смислата да сега, кога ни е најтешко, кога сме исправени пред една неправда, една целосна неправда, едно кршење на сите меѓународни права, норми, повелби на Обединетите нации, сега уште да ни се до загорча работата со овој закон, за кој што едните велат ништо не губат македонците со него, меѓутоа сите македонци се свесни дека ја губат ексклузивноста на својот јазик како единствен официјален јазик во сопстената држава. Фактички се гази асном со целата таа. Постои друго размислување во врска со тој закон, а тоа е дека тој всушност е средство кое што треба да ја Подготви- големи тензијата меѓу македонците и албанците и во крајна линија, доколку не успее сето ова со меѓународни договори, во преговорите со Грција или било што, да се предизвика некаков судир македонско-албански, може би не со интензитет како тој во 2001, меѓутоа некаков судир кој што по кој би се кажало единствен излез од нова војна е под Овака, тоа е датата да на се НАТО. потпише договорот Добро, со тоа е Грција. технологијата, Дарко, меѓутоа што е трикот со јазикот? Значи јазикот прво станува рамноправен со македонскиот. Ако се вратиме назад, оваа држава не е конституирана од тие два јазика, оваа држава е конституирана од еден јазик, а тоа е во основ запишано. Нивната цел е да се изедначат и административно, законски, уставно, како и да е, како тоа што го прават спроча, и веднаш после првата криза да дојде до раздвојување и дисолуција на Република Македонија затоа што е составена од два јазика. Затоа што двата јазика се рамноправни. Значи два конститутивни народи. Тука Така е, нема така дилема. е. Тоа е целиот трик со овој јазик, федерализација. затоа Тоа не е нив спорно. им треба јазик у Берово, затоа нив им треба јазик у Гевгелија, затоа нив им треба у Струмица. Меѓутоа, извини, раздвојувањето не е можно без суди. Села веќе Не е ова Косово. Вака, ова што го говорам, Села веќе го потврди како конгресен документ на неговата партија, на конгрес на неговата партија, на Алијанса, си се донесе барање, политичко барање и одлука, позиција на Селја дека тоа треба да биде конфедерација. Значи во тој контекст треба да се гледат работите, меѓутоа се оди понатаму.
Нема да биде ова двоење меѓу македонци и албанци. Ова ќе биде буквално делење на Република Македонија на албански дел и остаток, во кој остаток ќе бидат комшиски интересни зони. Ништо повеќе. Тоа е проектот на Deep State, тоа е проектот на господинот Бейли, во тој проект работи и е ангажиран Зоран Заев. Наша среќа е што не ги бива како персонални перформанси нивни политички, па ова монструозно планче да го реализираат. Иначе, ова ја што го говорам, се конгресни документи на селја, закон кој го сите го видовме, се случува паралелно со бришење на нашиот идентитет, бидејќи грците не бришат како македонци. Албанците не бришат како уставотворен народ. Бугарите не бришат историски, така да останува само еден конфликт од како двата јазика ќе станат рамноправни и конститутивни. Кога ќе бидат двата јазика конститутивни, се е подготвено за финалето, а финалето е тој конфликт што ти го спомна. Ја мислам дека ќе биде врзан малци по регионално тој конфликт, дај Боже да не се случи. Меѓутоа, ова што го гледаме, навестува таква неубава работа. Нема да се јазикот нема да се спроведе законот. Не, намерите нивни. Не, за намерите, јас за проектот зборам со зона. Да, проектот е тој, јасно е дека е проектот. Може да издржи Иванов? Ке мора да издржи. Ке мора да издржи. Добро, ја мислам дека он ја научи лекцијата со давањето на мандатот, со оние лажни гаранции кои што ги доби. Има и мотив. Мотив има. Апсолутно, и мислам дека треба да издржи. Значи, се додека он го држи во фиока, нема да имаме закон. И немаме закон. Ако успе господинот Иванов да не го потпиши да издржи, новиот лидер на ДПМН после председателски избори е господинот Иванов. Добро, сега. Јас знам дека не можам да ја кројам политиката на опозицијската Не, не кројам ја, ама знам дека во моментов политичар кој има ваков таков интегритет е он. Визави НАТО и Европска унија. Она што мене ме загрижува е што сето ова се обидуваат на многу еден неуспешен начин да го представат како вовед во една модернизација на државата. Е, тука доаѓа ова што велиш ти, ќе се обидат и структурата и уредувањето да го променат, бидејќи сакаат за без пари да ни продадат еден концепт дека ние кои што го браниме идентитетот и националните интереси, работиме на етничка држава, создавање на етничка држава, додека тие работат на граѓанска држава. Тотална лага. Значи, тотална лага. Како да ви кажам една? Да, не. Замислете која очигледна лага за секој и малку полуписмен човек. Зарем тие ќе воведе едно етноцентричен закон ваков ако сака да градат граѓанско општество. Граѓанско општество Граѓанско општество имавме 2001. 2001 ние престанавме да градиме граѓанско општество. Во граѓанско општество не може да има задолжителна македонско-албанска коалиција во власт. Немате квоти за вработување по рамковен договор. Во граѓанско општество немате во секој втор закон правична застапеност на луѓето од на заедниците, а у суштина на албанците. И не е важно кој е, важно е имате таква формулација за граѓанин, тоа не важи. Потоа немате гласање по БДНТР во собрание во граѓанска држава. Значи, они уште повеќе одат кон етноцентризам, го зајакнуваат и ја зајакнуваат тој концепт го јакнат, а нам ни продаваат разни типови квази аналитичари, опинион мейкери и така натаму, ни продаваат граѓанска држава. Па сега знаете што, навистина од нас тие луѓе бараат само македонците да останат граѓани, односно да станат граѓани во сопствената држава. Европејци. А сите други да си бидат албанци од Македонија, турци од Македонија, срби од Македонија, египќани од Македонија и така натаму, само ние да бидеме граѓани. Извинете, ама тоа се на светско ниво се ломат тие два концепта. Помеѓу граѓанско, еден ултимативно, да речеме, глобализам, кој што постои, кон кој што светот се движи, и затварање во националните држави, каде што се создаваат традициите, се негуваат, и конечно каде што имате одговорност да организирате политички систем и да воведете добри политики на добро владење. Значи, тоа се тие два концепта кои што се борат и на
светската политичка сцена. Не можеме ние, една сиромашна, една фрагилна држава со голем број на други етникуми внатре, да влеземе наеднаш во еден граѓански модел кој што пред се не им одговара на ни еден друг во Македонија, не само на македонци. Може ли нешто еден реален попис тука да спаси? Ја реален попис нема да видам овде во оваа држава, ако овие се задржат. Се надевам дека до 2020 нема да се задржат, бидејќи уште сега најавија дека ќе имаме практично еден попис безвреден, во кој што ќе ги броиме животните на кози, крави, овци и така натаму, зајци, но луѓето ќе бидат сите на топтан, па нема да имаме етнички графа за етникуми. Но јас тука не сметам дека пред се, тоа сме го збореле со Љупче и порано, значи, не сметам дека е пред се за да немаме ние точна бројка на албанци, македонци, турци, власи и така натаму, тој број лесно се манипулира кај нас. Кога имате избирачки список од 1.800.000 и нешто, јасна е работата. Меѓутоа, нема ќе одбегнат обврска да стават горномакедонец, какви што ќе не наречат, еве, моја предпоставка е таа, може ќе биде нешто друго, и македонец, кој мене ќе ми забрани, ако не ми дадат графа македонец, да ја шкртнам тоа горно и да напишам дека сум македонец. И сега ако се појават 100, 200.000, 100.000, 300.000 такви луѓе, Грција го реши проблемот со македонизмот, не. Повторно си вираат македонци. Како? Како пире? Си вираат. Никој не може да им забрани. Значи, ја мислам дека е ваквиот попис, што сега излазе после доаѓањето на Козијас, и тоа е делот од тие 20 страници, кои што ги донесе. Вака, во делот СОЛ започна околу глобални работи, тие директно имаат врска со Република Македонија и со овој наш проблем со името. Конкретно, НАТО мора да ја пресече Кина во нејзините намери, неколку пати сум го кажал, од Пиреа да може комплетната количина, која е сериозна, една од најголемите количини на роби и капитал кои се секојдневно се испорачуваат во Европска унија. Да, ма тоа е во членка на НАТО. Што има проблем НАТО со не, нас? Не, само би сакал ја малце да разграничиме. Прво, Грција е суверена членка на Европска унија, а НАТО е воено здружение и не е држава. Она е како држава во облигација кон ЕУ. Само безбедносните работи во делот на Турција и Средоземје се дел на НАТО. НАТО денес се злоупотребува за да се направи и кризира регионот, а тој регион е следниот. Помеѓу Пиреа, која е купена од Европска унија, како членка Европска унија, Грција, на 90 години, со сите нишани, сите процедури европски, не е купена на црно кој македонци да ја продавале. Е купена најголемата инфраструктура во Средоземјето. Во моментов, огромни трилиони роба, за да стигне во Германија, проаѓа низ цело Средоземје, низ Гибралтар, низ Ла-Манш, за да стигне до Хамбург, Антверпен и така натаму. Проектот и кинескиот интерес за малата балканска, европска врата Балканот и поврзувањето со директна 4 пруги Централна Европа е многу поголем од било кој Западен Балкан и така натаму. На еврото резервна валута е јуанот, не доларот, од 18 јануар 2018 година. Геополитичките работи се многу променети и за наша среќа во наша корист. И тоа е причината што Грција, Германија делумно, Австрија комплетно ни е пријател, го помагаат овој проект, затоа и Грција нема да прифати тргање на ветото, затоа што интересот да целокупното кинеско производство се пласира во Европска унија низ незина територија е преголем грчки интерес, за да може некој да ја притисне од страна на НАТО или било која друга институција. Дополнително што во моментов Брекзитот, Англија веќе не е членка на Европска унија и формално ќе биде за година дена не член на Европската унија, без никакви права ни обврски, а Америка исто така не е членка на Европска унија, така да нив две, англосаксонскиот хегемон, кој командува со НАТО, кој не е државен субјект, имаат интерес да се дестабилизира Европа, посебно во меќиот стомак или ја е велам малата врата на Европа, а тоа е Балканот. Кина е
на малата врата, а Русија е големата врата. Европа има комплетен интерес, економски изговорен, кон истокот. Денеска Европа не купува ништо од англосаксонците, ама буквално ништо. Од шајка до локомотива, комплетните потреби на европската економија и пазар се свртени на исток. Тоа не е политика, тоа е класично интерес и геостратегија, која е многу поважна и побитна. Затоа и Заев, и Бейли и сите одеднаш оваа година, приметивте, Европа е за 2025, а НАТО за вчера. Тоа е причината за да се дестабилизира регионов и да се спречи кинеската инвестиција и реализација на најбитната за неа инфраструктура, бидејќи Европска унија е најголемиот пазар и најголемиот кинески интерес во моментов е пазарот на Европска унија. Добро, ви благодарам во секој случај за разговорот, за гостувањето и посакувам се најдобро вам, почитувани